Само 18% од македонското население има канализација. Селата и малите градови се празнат на сметка на Скопје и поголемите градови. Недостасува патна, комунална инфраструктура, училишта, градинки, односно елементарни услови за живот. Ова е епилогот од досегашната стратегија за рамномерен регионален развој, за која се потрошени 16,2 милиони евра за 560 проекти, кои за жал не ги дале очекуваните резултати. Владата, Европската унија, невладиниот сектор се цврсто решени со новата стратегија која треба да биде донесена за една година, да ги исправат грешките, манипулациите, да ја сузбијат корупцијата од проектите и секој денар од буџетот или евро од европските фондови да завршат на вистинското место. Значи тоа денеска отприлика изгледа овака. Да во последните 30-40 години 1/3 од населението во целата држава живее во Скопје. Населението било стимулирано од некои причини да дојде да живее во Скопје. Дека селата се все попразни и малите населени места, а големите градови се све пополни. Тоа ни укажува дека ние имаме голем проблем и дека тој проблем мораме да го решаваме. Точно, стратегијата за рамномерен регионален развој треба да реши најголем дел од тие проблеми. Ќе ви кажам еден податок само за илустрација. Само 18% од населението во Република Македонија е покриено со канализационен систем. Значи, тој податок е веројатно фасцинирачки лош, но тој е таков. И ние мораме да ги кажеме бројките такви какви што се и да бидеме за истите свесни. Владата најави отворен процес во креирањето на развојните приоритети и цели за рамномерен регионален развој. Të gjithë të dhënat tregojnë se mënyra e tashme e politikave për zhvillim të balancuar rajonal në vend dhe kapërcimi i dallimeve të mëdha në cilësinë e jetës së qytetarëve tani nuk dhan rezultate. Një nga shkaqet është manipulimi me përcaktimin ligjor për shpërndarjen e 1% të bruto prodhimit vendor për këtë qëllim. Në vend të 1%, vetëm 0,04% të bruto prodhimit vendor është ndarë sipas shkallës zhvillimore. Në shifra konkrete për periudhën 2009-2017, kjo do të thotë se janë shpenzuar 1 miliard denar për 560 projekte që nuk kanë dhënë shtysë të dukshme për zhvillimin e rajoneve planore dhe nuk e ndryshuan cilësinë e jetës në mjediset më pak të zhvilluara. Никола Беротлињо, делегацијата на ЕУ, истакна дека тие се тука зашто би сакала позитивните европски искуства да ги пресликаат и во земјава.